Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Ѓорги Паскалов, педијатар, Нина Ангеловска-Станков, председателката на АЕТМ, и Џоле Максимовски, бас-гитарист, композитор и продуцент. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот, кога верувам дека сте заедно со нас и обединуваме интересни различни професии, секој во својата област успешен и остава печат во македонското општество и има што да каже и раскаже за да го задржи вашето внимание. Домакинки во овој дел сме јас и мојата драга колешка Бисера. Бисера е официјално пред камерите. Добро утро. Така, Александри, ако се видовме во телевизијата, пред гледачите да се поздравиме, да си посакаме убаво утро. Верувам дека рано изутриново од 6:45 го испевте првото кафе со Александра. Дознавте многу интересни теми кои ги подготвивме за вас, а така ќе биде се до 11 часот, бидејќи имаме одлични гости, уште интересни теми и можете да знаете многу нови нешта. Се до 11. Александра, си ги поздравиме гости. Да ги поздравиме уште еднаш нашите гости, веднаш дома на доктор Ѓорги Паскалов. Добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во утринската Здрава Македонија. Фала на покана. На средина од ова убаво друштво Нина Ангеловска-Станков. Добро утро и добре ни дојде. Не за прв пат, но со убав повод. Да, добро утро и добро најдов. И веднаш до тебе Џоле Максимовски. Исто за прв пат во утринската Здрава Македонија. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, подобро ве најдов. Благодарам на поканата. Сите имате одлични поводи, но да ја дадеме предност на дамата, дама која што по многу функции ни е позната во Македонија, да не ги набројуваме, да го кажеме она за тоа што сме тука денеска. Ништо случајно. Како се роди оваа идеја? Брилијантно дело, лесно за читање, многу едноставно, многу искрено раскажано. Во еден здив може да се прочита и на реченицата каде што велиш многумина ме вратија дека многу рано пишувам ваков тип на книга. Самата на себе си велиш дека имаш многу што да раскажеш и навистина е така. Од своји 20 години изгради нешто што во Македонија беше непознато, а денеска го предаваш, раскажуваш, учиш, а за тоа малце и подоцна ќе се навратим. Па од каде идејата? Ништо случајно. Пред се благодарам и многу ми е драго што имам прилика кај вас, ќе предам на ти бидејќи се знаеме, да прв пат разговараме со некој кој ја прочитал книгата, бидејќи нели траеше предпродажба 2 недели, па пред неколку дена книгата излезе од печат и веќе ја добија првите кои што ја нарачале. Имавме рекордна предпродажба и морам да се заблагодарам на првите читатели. Која бројката што ја има? Издавачки центар 3 ми кажа дека имаме рекорд, дека ако претходно сега имавме над 500 примероци продадени, да. Првиот тираж на книгата 1500 и така да ева во канцеларија кај нив се типуваше до кога ќе се продаде првиот тираж, дали ќе се продаде во еден месец. Но тоа ме радува во однос на интересот на рачките и поддршката, но уште повеќе ме радува тоа што слушаме позитивен фидбек од луѓе кои веќе имаат и кои веќе ја прочитале книгата. Добивам пораки и сум многу благодарна бидејќи тие даваат мотивација и дополнително охрабрување. Ништо случајно, идејата, првично не беше идеја да пишувам книга, а туку почнав како начин за англискиот термин е self-reflection, нели да се една личен, да, една лична рефлексија. Да. Не знам кој облик да го Па тргнав да пишувам со една желба за лична рефлексија, да кажам така терапевтски, и пишував со месеци делови, приказни, тоа беа во ноутс сите работи пишувани. Помина месец дена или два од како пишував пред да споделам со било кого дека нешто пишувам. На Виктор прво му кажав дека пишувам, па потоа на сестра ми. Да, и некако во текот на пишувањето почна да ми созрава дека ова може да стане, овој ракопис може да стане и книга. И помина некое време кога веќе го структурирав и го направив во книга пред да се обратам до издавачката куќа. Кога се обратив, добив многу позитивен прв впечаток за тоа што го прочитаа и тој дел кој го дадов. И тие делеа возбудата за овој проект и така некако тргнавме заедно со три. И еве тоа стана мојот ракопис кој што го пишував со месеци како нешто за себе, стана книга. Ништо случајно. Ќе ве прекинам за кратко, дали ракописот прва го прочита вашата мајка, која ви ја даде искрената критика и ве врати можеби во одредени делови, бидејќи оно што го пишувате за неја дека сака се да биде најдобро. Да.
Така е и многу е добро прашањето, затоа што Ивана чисто се почна да се шегува, вика јас последно дознав овој пат и не бев меѓу првите читатели. Така да прв читател и најверен коментатор, највреден коментатор на секоја страна беше сестра ми за овој мој личен проект. Мајка ми беше поскептична и некако на крајот дојде од неа го чекав коментарот затоа што знаев како што нели пишувам дека секогаш е критична и дека сум одгледана со благи комплименти, а силни критики. И кога она ми кажа нејзиното мерило, затоа јас како доживав дека е позитивно, беше, па да ти кажам, не е лошо првиот впечаток. И викам, ова значи дека е добро. И така што не беше мајка ми за еден од можеби ретките или единствени проекти кои не беше од почетокот инволвирана. Така. Но тука е за сета поддршка која што верувам ја дава низ годините. Од денес се селиме на Ѓоле Максимовски кој такако има повод и причина за тоа што ние денеска тука, но пред да го споменеме поводот и причината, сакам носталгично да ве навратам многу години наназад и тоа на триото со Владко Стефановски, на Архангел, на Мугер Фугер, на Алшар, на делот Темпера, на многу облици и искуства кои влијае на вашиот развој како музичар. Кој се ве обликуваше и од каде го црпевте неголемото искуство? Иако да подсетиме на македонската јавност, зад секој успешен македонски артист е Ѓоле, Каролина Гочева, не знам, да не набројувам, речи само со нејзен не сум свирал, иако сум соработувал на еден албум со Владко Стефановски. Така. Извини овака. Ако? Ама претежно со 90% сум работел нормално како фриленс музичар, бас гитариста, композитор, така натаму и така натаму. Инаку на прашањето кој ме обликува како музичар, мислам дека генерално како и за секоја работа, и за оваа моја работа која што не се кајкиста на работа, уствари беше пасија пред се и љубов кон некој еден инструмент. За да станеш подобар, мораш да работиш со сите, да комуницираш цело време со своји колеги, со околината околу себе. Така да сите, дури сега и тие ме правиш подобар музичар и мислам од секого црпам инспирација. Тоа во врска, инаку и сите овие ликови бендови што ги спомна, да се дел од мојата портфолија, историја. Така е, да, со некого соработувам, со некој од нив соработувам се уште. Со некој сме на мала пауза, така е кај нас уметниците и музичариве во конкретниот случај, кога работиш на некој проект, тотално си посветен на него, сите од страна малце патат понекогаш, ама така е, мора да си даеме простор еден на друг. Ние пејачи кои што ги спомна Александра се долгогодишни пејачи, вие имате долгогодишни соработки со нив, но што мислите за овие младите, кои што сега прават некои интересни хитови, нова музика, па и нови спојави на повозрастни и поискусни музичари со помладите? Како тоа ви се допаѓа, дали би направиле некој таков дует со овие помладата генерација? Не да ми се допаѓа, него и соработувам со многу млади артисти. Јас многу ми се допаѓаат. Дури многу работи се учи од помладите. Да. И од нив се потсеќаш на тие некои работи што си ги заборавил дека ги имаш во себе. Како поминуваат годиниве, искуство те тера да идеш понатаму, меѓутоа млади имаат нешто во себе, некоја оригиналност која што ја носат и можеме само да учиме од нив. Така. Секое време остава свој печат, а уште поинтересно е дека Ѓоле се познавате со доктор Паскалов на еден различен начин. Го познавате како директор на Блуз фестивал. Така. Доктор Паскалов, ретко кој во јавноста ја знае таа ваша улога, иако таа ваша улога некако се провира и низ она што го правите како доктор долги години, омилен сте меѓу родителите, меѓу децата, за вас велат дека не зборувате многу, но делувате и такако во диагностика и во се она што го правите во вашата ординација. Па кој е доктор Паскалов? Усна хармоника во ординација, музика за стрес или Па помалку и од двете. Мало повише доктор него усна хармоника, зашто никад не бев добар музичар. Само сакав да бидам. За доктор, веројатно, сум окей. Сте брилјантен во диагностика, особено во раната возраст кај најмалите. Педиатријата е гранка во Македонија која за жал се потценува, имаме се помалку педиатри.
Точно. Колку ни недостигаат добри педијатри за да имаме идна здрава младина, бидејќи се е во раната дијагностика кога детенцето е бебе? Па бројката би била веројатно пати 5 од тоа што го имаме сега. Така да имаме страшно мал број на педијатри, поготово они кои работат ран детски развој. Јас сум субспецијалист по детска неврологија, ние сме па и такако мал број, така да треба многу повеќе. И точно, не се обрнува доволно внимание и затоа има и последици некогаш. Субспецијалист по детска неврологија. Најдобро може да ни одговорите на влијанието на новите дигитални уреди во развојот на децата. За тоа ни треба душе 2 емисии. Верувам. Ќе пробам вака на кратко. Но еве, кратко, за сите оние родители кои сакаат да го купат времето со мобилен телефон, со таблет, со нов дигитален уред, за да го испијат своето кафе, за да го тргнат своето детенце барем 10 минути од своето време. Да, тоа е едно од најчестите прашања кои ми ги имаат поставувано, колку време треба дете да поминува пред дигитален уред. Секогаш сум имал теорија дека семејство се гради во микросредина. Значи, ако секој ден имаме дневни ритуали, на доручек, ручек, вечера на маса, на муабет, на маса, тогаш изложеноста на дигиталната технологија е секундарна. В смисла, колку е времето. И ништо е многу. И 5 минути се многу некогаш. За некогаш се ништо. Разбирате? Али ако ги имаме сите овие ритуали секој ден, онда дигитализацијата у воспитувањето ќе биде минимална. Така да ќе си дое сама по себе. Стимулиран мозок е стимулиран мозок. Без разлика колку ќе го изложите. Некој е поперцептивен и му треба многу помалце време за да самата изложеност има последици. Постои ли одредено време кое што може да ги оставиме децата на таблетите и останатите уреди, а да не предизвика проблем, зборуваме во нарушување на нервниот систем? По моје искуство, ако детето има афинитет, онда времето е небитно. В смисла, ако е перцепцијата негова да може да му нанесе штета, нема таймлайн. Значи, колку и да го изложите, тоа ќе има реперкусија. Така, бидејќи не можеме да ги тргнеме децата никако целосно од технологијата. Ама со редовни педиатриски прегледи, у развој, педијатрот може да ви каже дека ова дете не треба да се изложи. Така, значи дури и педијатарот може да го даде советот дали воопшто или треба или не треба, така да јасна е границата за ова. А како доаѓате до таа проценка, дали тоа дете треба или не треба и колку треба да биде изложено? Колку не постои. Дали треба или не треба е до самото дете. Ако приметиме намален фокус или мала хиперактивност, онда прво нешто што правиме е кратиме дигитална технологија. Значи има преглед и за тоа. Да. Но не кратиме добра музика, таа може да влие на доброто расположение и на здравјето на нашите деца. Како вистински девармалец Максимовски го одбра своето мало да го промовира неговото Холимуд или она што значи одлично расположение. Многу меѓу ќе кажа дека 8 се малку за албум на долго чекање, но да не зборуваме, да го погледнеме она што значеше промоција во Скопско Дебармало, а потоа ќе зборуваме за истото. Максимовски честитки за Холимуд и се надеваме дека следно нешто ќе излезе побрзо до нешто долго беше очекувано ова. Но ајде споделете ни ги емоциите, чувствата, видовме вашата сопруга како дел од поддршката и многумина од ваши соработници кои беа во срцето на Демармало. Така е. Пред се го избрав ова место синдикална култура, пошто недела две предходно присуствував на една промоција на друг албум. Таму и многу убаво се осеќав и башка си ја избрав недела, мати не во 12 часот, пошто многу убава енергија има. Баш пола град е тука сјатен, многу убава енергија. И
со дечките се договорив, многу се израдува и така помина во најдобар ред, пред се би им се заблагодарил на сите колеги и пријатели кои што дојдоа и ме испочитуваа. И така, беше многу непосредно, се пушташе музика, имаше цедиња да се купат, да се дадат, беџови, убаво беше, мислам, да стана. Вие сте автор, вие сте се она што го направивте ова да изгледа вака е под ваша палка. Но споделете ни, бидејќи долго време го подготвувавте, многумина од музичките критичари ќе кажат дека 8 се малку за еден албум што од Максимовски се чека долго. Во суштина не е подготвуван долго, него одамна ми текна, одамна почнав да го, значи пред 4-5 години направив 3 песни. Па идејата триеше? Па помина време некоја, се бавев со други работи, па аудиокултура беше првото ветување дека на една акустично предновогодишно или околу новогодишно дружење го дадовте првото ветување. Така нешто беше, па после поминуваше година-две, додека не искочи албумот. Меѓутоа така некако работите тргна и беше овој момент од 12 мај да излезе албумот. Инаку на него се наоѓаат 8 композиции, сите се авторски мои, освен една која се вика За Деспина, која е стара македонска песна. И ова е една обработка нејзина. Инаку на албумот свират мои пријатели, колеги, можам да ги споменам. Секако. На тромбон Владан Дробицки, на труба Сенат Хусеин, бубњари се Дино Милосављевиќ, Александар Ванчовски, Мите Димовски, кој што е воедно и продуцент на албумот. Потоа тука се на клавиатури Филипче Димишковски, Александар Никодиновски и Давор Јордановски, кој што е и аранжман на последната композиција која се вика Фамилија. И уште да не го заборавам Дарко Тасев, кој што на истата композиција Фамилија свири акустична гитара. Така. Кога сме кај гитарата и басот кој извонредно го владеете, ќе споменеме малку подоцна за она што следно го подготвувате во градскиот парк, но до тогаш да споменеме музиката како лек, доктор Паскалов. Се споменува низ историјата, низ старогрчката митологија, па колку верувате во исцелителната моќ на музиката и колку музичките интервенции помагаат во подобрување на одредени здравствени или емоционални состојби кај децата и генерално кај сите луѓе? Па има и директни примери за тоа од моја перспектива педиатриска. Секој педијатар работи ран детски развој и детски развој воопшто. Кога ќе приметиме некој проблем, една од моите први интервенции е музичката интервенција. Не знам за други градови, ама во Скопје ние имаме инклузивни школи за музика, каде работат цели тимови, успешно. Така да ние го пуштаме детето да си одбере само инструмент и само си го препознава афинитетот. Одлично. Со тек на време станува одличен музичар, со вештина повеќе и поголема социјална признаеност. А тоа за еден процес на лекување е и tekako прогрес. Така да дефинитивно е лек. Социјална признаеност. Колку да не признае општеството, средината ни го храни егото. Нина. И колку прво треба да те признаат надвор за да те препознаат во Македонија. Тоа се зборови од вашата книга. Да, препознавањето генерално е на сите ни години. Дали ако правиме работа, вложуваме труд, кога работата ќе биде препознаена, ни годи не за подхранување на егото, мислам, туку затоа што препознавањето дава сила за уште подобра работа и за дополнително да се вложите. Ако многу се вложувате, а нема резултати, тогаш ќе го земам пандан или и препознавањето, тогаш дали се демотивирате или можеби се насочувате на нешто друго. Инаку да, еден од насловите на поглавијата е прво надвор па дома. И има таму една изрека која што еден новинар ја напише кога влегов во министерството. Така, на министерска позиција. Вика во Македонија ќе ти престат се само успехот. Не, а јас не сакам да верувам дека е така и еве се уште не сакам да верувам. Затоа што сум одлучила да бидам дома и да живеам тука и не сакам да живеам во свој виден бабл, туку
нели сакам да имам позитивни емоции за државата и за народот и за околината, иако во денешно време се потешко станува да се задржи со новиот свет во кој живееме, со брзината, со дигитализацијата, технологиите, некако како и вредностите по патот да се губат и етиката и нели сега наше е да пробуваме да померуваме мало камче и да тргнеме од себе да пробаме да правиме промени. И затоа изборувам исто во книгата. Инаку, да, моите препознавања прво генерално беа надвор, поголемите. Дома имаше некои весници кои што пишуваа, за Групер се пишуваше уште 2012-2013, но откако Forbes најголемото признание го добив, пред тоа имав еден германски магазин кој ме вброи во 100 жени основачи на стартапи од Европа. Кога го добив Forbes најпрестижното, нели познато и кај нас признание, тогаш некако почна и дома поголема, да кажам, валидација на моето влијание кое сум го направила во земјава. Тогаш добив покана да бидам на насловна страна на Капитал, тогаш председателот на Стопанската комора ме покани да влезам во управниот одбор. И мислам дека така се покажува да си го цениме нештото прво надвор па после дома и мислам дека тука треба да се менуваме затоа што не сите земји од регионот се такви. Некои повеќе го ценат, дека имав прилика да работам со колеги од Србија. Мислам дека ти имаат многу поголемо ценење на домашното од нас. Србија се пример кој што треба да го следиме. Но кога сме кај книгата, сакам да издвојам неколку реченици. Групер почнаа да го користат пензионери кои сакаат да резервираат патувања, ја сакаат цената што ја нудевме, но не знаеа да купат и не сакаат да се уверат дека постоиме. Така во канцелариите често почнаа да ни доаѓаат нови купувачи, Сања Ива им отвараа мејл адреси, им отвараа профили на Групер и ги обучуваа како се користи за водни да може да купуваат сами. Ива беше вториот вработен, а потоа и стана веб администрација и корисничка поддршка. И ова денеска некако ни е потребно, затоа што се уште имаме дигитална неписменост. Да. А се уште имаме... Иако ова е време пред, речиси, 15 години. Тоа е, мислам, 2011, можда крајот или 2012. Така, но нема многу голема разлика во повторно пазарување онлайн. Па, ако направиме една паралела, има голема разлика, но ова сега ме врати друго е кога слушаш, кога пишуваш и друго е кога некој друг ќе го прочита тоа што си го напишал. Секогаш кога зборам за Групер имам таква со огромна емоција, раскажана цел период. Да, и со колегите кога ќе седнеме, со кои сме пријатели, кога се навраќаме на периоди, стварно имаше неповторлива енергија и целиот тим беше и колеги, и пријатели, како фамилија. Процесот на едукација беше скап и макотрпен како што е и денеска, но денеска е многу поразлично. Но Групер тоа што го понуди и главната улога беше поевтина цена, пониска цена, попримамлива атрактивна понуда со цел да може да ги привлече за да направат промена во однесувањето и да научат нешто ново. Пензионерите се најинтересна категорија. Да. Ако ги имате нив, ги имате сите. Да, и така доаѓа во канцеларија. Ете, ние одигравме улога практично и на отварање на Facebook акаунти, тоа време Facebook pages почна, да. Мејл адреси, дури имаше луѓе кои што вадеа картички во банка само за да купат, затоа што немаше друг начин освен да платат со картичка. После воведавме и плаќање со уплатница. Но генерално паралела ако направиме многу е промената, но прогресот не е доволно брз. Значи ако видиме тогаш имало 46% од населението биле интернет корисници. Денес имаме 93%, значи скоро дупло е тоа колку луѓето се онлайн и колку користат интернет. Имаме многу злоупотреби, многу поплаки, многу нефер продавачи онлайн. Па добро, како што се развива една гранка легалниот дел, така се развива и нелегалниот. Да, побрзо се развива нелегалниот од легалниот. Па добро, наоѓа пат сегата, но наоѓа пат и во физичкиот свет. Ако видите вие за сива економија и секогаш имало улични продавачи нерегулирано. Ако е законски регулирано, нема да има такви случаи, затоа и не купуваме онлайн, јас не купувам онлайн, баш од тие причини кои што ги наброја Александра. Чека, ова ми е се интересна тема, ќе се уфрлам јас со прашање, иако не ми е улогата ја да прашувам. Повели Нина? Да. И на тоа е употреба на лични податоци, да. Ама добро, онлайн купувањето не значи дека е злоупотреба на податоци ако гледате од каде купувате, затоа што носи конвениенс во денешна. Затоа велам там, многу често и нели зборуваме и со организација на потрошувачи, често одиме таму правиме интервјуа, каде што не е регулирано, они зборуваме за оние нерегистрираните. Прво
самите ние како купувачи не можеме да ги препознаеме. Можете да ги препознаете. Со регистрација, нели, на сајт на страна. Не, можете да ги препознаете. Ние, Асоциацијата за трговија, има и регистар на сите продавници кои се регистрирани. Ако го отворите, може да пребарате по името на продавницата и ќе видите дали е регистрирана. Од друга страна, на социјални медиуми се најчесто тие измами. Значи, каде што нема ниту веб страна, туку се продава, дури тука многу чекори се од пропуштени од системот, осмислена, многу често се продава роба, производи кои што кршат интелектуална сопственост, кои што се фейк. Предобри сделки кои што сега ние треба да знаеме дека не треба веруваме на нешто што личи too good to be Дека true. за 1 денар може да го пазариме. Да, но има начин да се провери и ја го храбрувам да купувате. Така, колку пазарувате онлайн или колку од удобност? 90%, доктор Паскалов, Џоле? Ке мене сопругата и ќерка ми се задолжени за пазарување. Задолжени за тоа. Јас уживам и само нарачувам. Исто е. Истото јас го. Дури куќата ја седи онлайн. Не ни влегов у салон. Одлично. Се си порачавте онлайн. Ете, доктор Паскалов е исклучителен пример сте за многу работи, доктор Паскалов, но да се навратиме, А Џуле. докторите не се толку за технологијата, така да е за пофалба. Добре, сите сме различни. Ја онака сумсо да знам да ја спречам. Џуле, да се навратиме кај вас. Интересно е што вашето знаење и умење сакате да го пренесете на идните млади таленти. Во недела ни се случува интересен концерт на приватно училиште под називот We Will Rock Again. Така е, јас сум веќе 7-8 години дел од екипата предавачи во School of Rock Enterprise. Многу ми е чест, јас уживам со тие деца, со тие млади луѓе таму. Во недела секако ќе биде нашиот годишен летен концерт, кој што ќе се одвива во паркот на франкофонијата во 8 часот. Влезете бесплатно, дозволен за сите. Супер ќе биде, ќе има стотина млади деца кои што исполнуваат познати рок нумери и дојдете да уживаме. Како се препознава талент? Дали е тоа наметнато од родителите дека треба да имаат одредено хоби или нив некоја нереализирана желба за одреден инструмент? Џабе наметнувањето, како што кажа доктор Гого преска, детето само си се препознава во тоа што сака да го прави, со рацете, со телото, со мозокот. Се случува родител да го запиша детето на тапани, па по одреден период вие да сугерирате дека треба на гитара. Се А не случува, на тапани, зашто има поголем афинитет кон друг инструмент. Да, се случува, меѓутоа нечесто на самото дете му доаѓа да отиде на друг инструмент без наша сугестија. Како реагираат родителите? Се согласуваат? Се согласуваат, да, ние им даваме поддршка на децата, да кажеме јас имав едно дете дојде на бас, после кажа Џоле сакам сега на гитара да идам, па после година дена дојде пак на бас, кажа ќе сакам и гитара и бас. И сега рече веќе нема да идам на бас, оваа година ќе продолжам на продукција кај Валентино. Добро викам, со среќа. Да. Значи научи да свири песни што сака да ги свири. Малце техника, малце теорија, сега сака да продолжи со друго нешто. Така, значи треба да им даваме децава поддршка само на да, деца. треба да се гледаат што сакаат, мислам да се они сами си се насочуваат, ние им помагаме. Така. Кој е вашиот најголем учител? Мене, моето време беше малце поинако, значи јас за да дознам дал се свири вака или вака, барав еден човек 3 години низ Скопје и не го најдов. Не го најдов. И научив сам. Па после ми дојдоа некои книги, видеокасети, па со некои постари колеги почнав да се дружам. И така, немаше во мое време школа за рок н рол. Или идеш во Луи да учиш класична музика, што мене не ме интересираш, или се снаоѓаш. Сега е многу лесно тоа. И морам да споменам дека за децава наше во школа, мислам секоја школа која што се бави со музика, кај што идат деца е супер терапевтски, како што каже Гого, супер делува на децата, мислам. Така. И од мене тргам. Јас кога почнав да свирам, музиката ми беше нешто најубавото што ми се случува. Играњето со инструмент, мозочни вијуги што се создаваат нови, моторика. Чудо е тоа.
Најубаво е да се ужива во професијата, вела дека педиатрите љубовта кон децата им е предодредена во професијата, но доктор Паскалов, кај вас не застанува само во вашата ординација, љубовта кон децата ја покажувате и со општествената одговорност и сите бенефити и дарови кои ги правите за децата, помагате онаму каде што треба. Раскажете ни малку повеќе за ова, иако сте себично го задржувате за себе, но имате направено многу детски игралишта, многу работи од деца за деца. Па, поривот е од идеализацијата на нештото. Може ли еден да го смени општеството или треба да сме повеќе? Па, на микро ниво, да. Зашто да не, ке си го смениш својот свет, барем. Ја од мал бев идеалист. И тој ден денес е така. Сега, баш ми е мило што вака ме перцепира, тоа го прави поривот уште поголем. Ама има периоди кога и он се намалува. И тоаш настапуваат оние фамилиарни совети, па добро, го знаеш, мисли малце на себе, доста мислиш на други. Ама среќа се кратки, и тоа се враќа одно нормално, така да мислам дека сум комотен кога го правам сето ова. Не го правите за популарност, го правите искрено, затоа што сакате да го направите. Можеби е од љубовта и кон професијата и кон она што неискрено кога се дава, а не се очекува ништо за Па возврат. нормално за децата го правиме. Ако се фалиш со тоа или некако добиваш популарност, онда не е тоа. А тоа децата и така го препознаваат. И така го препознаваат. Нина, вие сте, ајде условно кажано со зборови, таза мајка, вашата синче е 2 години и во се оно што го раскажувате во вашата книга, најголемиот шеф е Стефан. Така е. Ви има променето комплетно од перцепцијата на животот и живењето до тоа што е мајка, жена, кога ја добива најголемата улога. Така е, да. Колку сега различно гледате на мајките? Многу. Мислам, дека пред да стане една жена мајка, многу од работите, колку и да сакала да ги забележи, не ги забележува на тој начин, затоа што не може да ги доживее и да ги искуси пред тоа. И убавото и тешкото, затоа што да се биде мајка е подеднакво убаво и тешко. И ти, верувам, знаеш, секако зависи колку е темперамент на детенцето, да. Колкава му е љубопитноста. Стефана стварно многу љубопитен тодлер, мислам немаме македонски збори, уште мал за 2 години. Ако е на мама, треба да е љубопитен. Љубопитен, да, добро, па и татко му верувам дека е љубопитен, двајцата, со тоа што читам една книга на вечер и баш вика кои се супер моките и нема викаме на мама супер моките, дека е брза, тато дека е смирен, така да има некој баланс. Добра комбинација. Да, ама љубопитноста мислам дека е многу важна, еве сега докторот најдобро знае да каже, но тоа што јас го учам е поголема флексибилност, да ги гледам работите со други очи во смисла на тоа да бидам поприсутна во моментите. Аз научив дека колку сум јас, пошто сум по природа брза, и ако прочитате немало шанса да го стигнам тоа што сум го изработала 15 години, ако не сум ја имала на тоа ниво усовршена брзината. Сега учам како да не ја користам брзината која не ми треба. И тоа не ми одеше многу лесно, значи многу често се фаќам, ги правам работите пребрзо, дури кога немам брзо се бањам, брзо да се исушам, брзо да сготвам, дури кога немам потреба да брзам и кога немам нешто закажано. И сега го учам тоа на друго ниво и многу подобар учител и побрз ученик сум јас сега, затоа што сваќам дека колку сум јас посмирена, енергијата ја каже и доктор децата ја препознаваат и него му ја пренесувам. Учам дека не можеме да контролираме се. Ако претходно сум мислела дека можам да исконтролирам и да не оставам на случајности, сега повеќе се учам дека кога патувам, на пример, јас се поставам очекувања дека ќе биде тешко во авион, дека он ќе плаче, дека ќе треба да го анимирам, таму дека нема да можам да направам план за ручек ако него не му е денот, и сум сосема во ред со тоа ако се сменат плановите. Сме договориле да идеме на ручек, сваќаме дека Стефан не е расположен, дека има мелтдаунс, тантруми и што и да е. Дека едноставно тоа треба да се одложи. Да, и учиме да ги разбираме децата повеќе нивните емоции, така да многу лекции учам од него, а бога ми учам и преговарање, затоа што верувам дека се преговара за нешто да се добие. Така, и од докторот и од Џоле ќе добиеш многу совети на реклами, но додека ние одлучиме што е најбитно во животот, најбитно е вас да ви имаме во поголем број од другата страна. Време е за реклами, а потоа се враќаме со истото темпо и разговор во студио.